Добар ден. Минатата недела имавме многу настани на автомобилската сцена. Пред се Ауди го представи интериерот на Q9, својот најголем кросовер или спортско корисно возило кое треба да се појави за неполни 2 месеци. Исто така Шкода го представи својот компактен кросовер Шкода Epic кој е потполно електричен. А денеска ќе го имаме на тест Volkswagen T-Roc, втората генерација на овој кросовер. Но тргаме со флеш вестите. Новиот председател на управниот одбор на групацијата BMW е доктор инженер Милан Неделјковиќ, кој е член на управниот одбор на BMW од 2019 година и одговорен е за производството. 57 годишникот ја започна својата професионална кариера во компанијата во 1993 година како практикант и има богато меѓународно искуство. Неделјковиќ имаше различни менаџерски позиции, вклучително и во фабриките во Оксфорд, Лајпциг и Минхен, како и раководител на оделот за корпоративен квалитет. Неговиот договор како председател на управниот одбор е со важност до 2031 година. Името на концептот е директна почит кон оригиналниот JP4, но може да се протолкува и како кратенка за Journée à la plage, ден на плажа. Со својата елегантна и модерна појава, ова е автомобил за плажа во секој поглед и по својот дизајн и по својата опрема прилагодена за спорт и рекреација. Внатрешноста обезбедува остар контраст со портокалови тонови, создавајќи светла и енергична атмосфера. Покрај двете минималистички врати со класичен метод на отворање, тој е украсен со отворена покриена структура во форма на крст, што обезбедува максимална цврстина. Посебната карактеристика на концептот е погонот со дополнителен електричен мотор на задната оска, со што има погон на сите 4 тркала, идеален за возење на песок или на плажа. Јагуар е подготвен за ресетирање на својата иднина. Објавен е називот на новиот луксузен автомобил кој ќе има ознака Type 01. Освен историската конотација со најславните модели на марката, таа означува и почеток на новата електрична ера. Нулата дека е без емисии, а единицата како прв од новото поглавје во развојот на компанијата. Техничките детали веќе се добро познати. Ке има 3 електромотори со повеќе од 1000 конски сили и технолошки напредни решенија развиени од тркачкото оделение и испробани во Формула Е. Дизајнерскиот идентитет го карактеризираат екстравагантни и провокативни линии кои дефинитивно ќе го разликуваат од толпата други возила на патиштата. Духот на оригиналноста треба да ја оправда високата цена, а официјалното разоткривање на Type 01 се очекува при крајот на годинава. Во 1977 година Бодо Бушман го основаше Брабус, следејќи ги своите соништа со страст и амбиции и гледајќи можности каде другите гледа ограничувања, компанијата денес е една од најпознатите тјунерски куќи. Во негова чест е подготвен исклучителен автомобил, едноставно наречен Бодо. Основата е Астон Мартин Вонквиш, но ретко кој ќе го препознае тоа. Рачно изработената каросерија од јагненородни влакна има агресивен преден дел со истакната маска и уникатни светла. Елегантната силуета изгледа фантастично и со меки линии преминува во долгиот испуштен заден дел. Внатрешноста веќе е препознатлива, облагородена со нова инструментабла, премиум кожа и елементи од карбон.
5,2 литрското V12 срце е добро преработено и истиснува рамно 1000 конски сили, доволни за 360 км на час и за брзување до првите 100 за 3 секунди. Цената е милионска, а ќе бидат направени 77 примероци. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Порано значката GTI означуваше возила на Volkswagen со богата опрема и засилени мотори, чии перформанси ги правеа моделите многу повозбудливи од оние од конвенционалната понуда. Што се однесува на опременоста, приказката остана иста, но потполно се промени погонот. По 5 децении беџот GTI сега го носи за прв пат автомобил со електричен мотор. Тоа е ID Polo GTI. Сега за прв пат GTI приказката станува електрична, но тимот од Волфсбург смета дека новиот ID Polo GTI го задржа вистинскиот карактер на жежок хеджбек. Дури и рецептот е многу поразличен. Тука не се работи само за црвени штепови, украсни елементи и големи тркала. Volkswagen се потруди да го наполни првиот електричен GTI со технологии достојни за значката. ID Polo GTI има еден електричен мотор кој испреќа 226 конски сили и 290 Нм на предните тркала. Тоа е доволно за забрзување од 0 до 100 км на час за 6,8 секунди и далеку помалку возбудлива максимална брзина од 175 км на час. Секој ID Polo GTI добива електронски контролиран преден блокирачки диференцијал, адаптибилно DCC спортско подпирање, прогресивно управување 19-инчни алуминиумски тркала, премиум спортски седишта, IQ Light LED матрични фарови и наменски режим на возење GTI.
Притиснете го копчето GTI на двокракиот волан и одговорот на моторот, управувањето, амортизерите и системите на шасијата се префрлаат во нивните најжестоки поставки. Неговата батерија од 52 киловат-часа овозможува автономија од 424 км, што е за 30 на километри помалку отколку кај стандардната изведба според WLTP циклусот. Volkswagen ID Polo GTI потражува полнење од 105 киловати на брз полнач, па од 10 до 80% потребни се околу 24 минути. Внатре GTI доби ознака на врвот на воланот, осветлени GTI логоа, спортски седишта со традиционални GTI украси и лопатки за степенот на рекуперација. Дигиталниот кластер од 10,25 инчи е поврзан со 12,9 инчен екран на допир со ретро режим на прикажување што реплицира на старата контролна табла на Golf и многу вистински копчиња на воланот и контролната табла. Опциите вклучуваат звучен систем Harman Kardon од 425 вати со 10 звучници, панорамски стаклен покрив и електрично подесеви предни седишта со 12 насоки со пневматска масажа. Во Германија, доколку се држите до основната спецификација ID Polo GTI, можете да го купите за помалку од 39.000 евра. Ауди реши да ги покаже забите. За да се придружи на своите премиум сонародници BMW X7 и Mercedes GLS, реши да го конструира своето најголемо спортско корисно возило Q9. Овој модел ќе биде лансиран летово, а како подгревање на атмосферата, господарот на прстените ја покажа неговата раскошна внатрешност. Во пресрет на лансирањето на своето најголемо спортско корисно возило, господарот на прстените ја покажа својата моќ. Доколку се суди според интериерот, тогаш Audi Q9 сериозно ќе ги помати сметките на своите германски конкуренти BMW X7 и Mercedes GLS. Внатрешните квалитети се повеќе од импресивни. Новиот Audi Q9 е простран, има ексклузивен интериер и овозможува престој во кого патниците може да уживаат во својот микрокосмос. Зад неговите врати, кои се отвораат електрично, новиот знаменосец на Audi нуди опции со 6 и 7 седишта, лесен пристап до третиот ред и голем осветлен панорамски подвижен покрив со транспарентност според желба на патниците. Q9 ќе биде лансиран за околу 2 месеци, но едно е веќе јасно, тој ќе биде технолошки издигнат на високо ниво. Возилата стануваат многу повеќе од само средство за транспорт, тие се мобилни простории за живење. Премиум материјалите, променливото седење со индивидуални електрични седишта во вториот ред и автоматски врати ја нагласуваат посветеноста на квалитетот и престижот. За максималната удобност, опционално се нуди распоред со 6 седишта, каде средниот ред се состои од 2 електрично прилагодливи индивидуални седишта со активна вентилација во централните панели и на потпирачот за грб. Стандардниот панорамски покрив во Q9 има површина од приближно 1,5 квадратен метар и може да се отвори, а воедно ламинираното стакло ја рефлектира инфрацрвената светлина и блокира повеќе од 99,5% од UV зрачењето. Највисокото ниво на опрема има осветлување. 84 LED диоди го облеваат покривот во една од 30 бои што одговара на избраното амбиентално осветлување. Audi оптимално го комбинира интерактивното светло со ажурираниот премиум звучен систем Bang & Olufsen со 4D звук. Кабината е исполнета со големи дисплеи, чие отчитување ќе може да ги изберат возачот, но и патниците. Ова само првично навестување на Audi Q9 ветува дека возењето во него ќе биде импресивно искуство. Покрај тоа што моделите на Ферари изгледаат атрактивно и тешко е да им се најде замерка, има купувачи кои секогаш бараат повеќе. Затоа постои Centro Stile,
Оделение кое е задолжено да ги исполни барањата и желбите на ултрабогатите. Таков пример е уникатниот HC25, чија цена е строго чувана тајна. Дело на Centro Stile, оделение на марката задолжена за изработка на уникатни примероци, HC25 не користи електрификација, но затоа има максимална индивидуализација. Технички овој единствен модел е базиран на F8 Spider, усвојувајќи ја неговата алуминиумска шасија и средишно поставен V8 мотор од 3,9 литри со двоен турбо. Тој произведува 720 конски сили и 770 Нм, забрзувајќи го родстерот до 100 км на час за 2,9 секунди. 200 км на час се достигнува за 8,2 секунди, а максималната брзина е 340 км на час. Моќноста се пренесува преку 7-степен менувач со двојна спојка. Дизајнот значително одстапува од неговиот донатор. Карактеристична црта е дводелната волуменска структура, во која предниот и задниот дел изгледаат како посебни каросерии, поврзани со скулптурална црна лента. Оваа лента не само што има визуелна функција, туку интегрира и централни канали за ладење на воздухот. За да се направи HC25 беа потребни 2 години тесна соработка помеѓу клиентот и дизајнерскиот тим, од почетните скици до конечното производство. Резултатот е уникатно возило, чија цена ниту купувачот, ниту производителот не се подготвени да ја откријат. Шкода ја зголеми својата електрична флота. Најмалиот кросовер од млада Болеслава, наречен Епик, има големи амбиции, а производителот од него очекува да стане најпродаван член на електричната флота. Еве зошто. После неколку покажувања во јавноста како камуфлирани прототипи, дојде време за целосно откривање на Шкода Епик, кој ќе придонесе електричната мобилност да стане подостапна. Базиран на новата MEB Plus платформа, со погон на предните тркала ќе понуди автономија доволна за подолги патувања и висока практичност. Само како пример, багажникот располага со респектабилни 475 литри. Но она што најмногу ќе привлекува купувачи е цената поставена на околу 25.000 евра. Во кросоверската каросерија со должина од 4,2 и меѓуоскено растојание од 2,6 метри, удобно може да се сместат 5 патници. Дизајнот му е во согласност со актуелниот стилски јазик Modern Solid и е прв модел целосно развиен според новиот визуелен рецепт на Шкода. Печатливи се линиите на предниот дел, кои ги истакнуваат отворите за воздух во браникот, опремени со активни капаци, што помага коефициентот на отпор на воздухот да се намали на 0,275. Светлата се во облик на буквата Т, а достапна е и Matrix LED технологија. Со својот чисти и аглес дизајн, јасен распоред и минималистички стил внатрешноста од секој аспект е фокусирана на леснотијата за ориентација и ракување. Хоризонталната архитектура го подобрува чувството на просторност и отвореност, додека амбиенталното осветлување придонесува за пријатна атмосфера. Купувачите ќе може да бираат меѓу 3 погонски групи. Првите две имаат 116, односно 135 конски сили и батерии за 310 км автономија, додека најсилната располага со 211 коњи и може да помине 440 км. Се разликува и моќноста на полнење, но во секој случај за постигнување 80% од капацитетот се доволни околу половина час плюс минус некоја минута. Максималната брзина е 150 за послабите, односно 160 км на час за врвната изведба, на кој за забрзување до 100 на час и се потребни 7,1 секунда.
Во поглед на безбедноста, Epic може да им конкурира на автомобилите од повисоките класи. Напредните системи за асистенција реагираат на сообраќајните знаци и семафори, а панорамските камери го олеснуваат паркирањето. Овој модел е доказ дека големите промени може да дојдат и во мали пакувања и ќе игра клучна улога во проширувањето на портфолиото на електричната понуда на групата Volkswagen. Заедно со ID Polo и Cupra Raval ќе се произведува во Шпанија. Првите испораки треба да започнат во септември. Сегментот С на спортско корисните возила е еден од најоптеретените на автомобилскиот пазар. Затоа и Volkswagen пред 8 години се вклучи во борба со својот адут, наречен T-Roc. Очекувањата беа големи, но оправдани, бидејќи во овој временски интервал Volkswagen успеа да продаде 2 милиони примероци од овој компактен кросовер. Неодамна T-Roc доби втора генерација и таа генерација ќе го продолжи успешниот пат на овој модел. Пред се, направени се измени во изгледот така што сега T-Roc наликува на останатите нови модели на Volkswagen, но сега доби потполно нова предница. Ние го имаме на тест моделот Airline, кој е еден од најопремените. Се разбира дека има уште опции кои може да ги додадете, но по моје сваќање нема да ви треба ништо повеќе. Но не се само дизајнерските промени битни кај втората генерација на T-Roc. Сега тој е поставен на поголемо меѓуоскино растојание на 2,64 метри и целата каросерија е продолжена во однос на првата генерација за 12 сантиметри. Од тоа треба да профитираат патниците на задната клупа и оваа купеовска форма која има каросеријата нема да се одрази во внатрешноста, посебно на задната клупа, но тоа ќе го провериме малку подоцна. Да, купеовската форма на каросеријата е продолжена и на задниот дел, особено со овој голем спойлер, кој и покрај подобрената аеродинамика дава и визуелен силен впечаток. Истото може да се каже и за светлосните групи, за стоп светлата кои повторно се поврзани со светлосна лента. Од зголемувањето на димензиите профитираше и багажниот простор. Сега тој има 435 литри капацитет. Интериерот на T-Cross е прилично пуритански. Доминираат двата огромни екрани, едниот 10,4 инчен пред возачот, додека 14-инчниот доминира на централната конзола. Забележливи се и лизгачките контроли, но мене лично ме радува што има и физички копчиња за сите оние функции кои можете да ги управувате преку управувачот, а не се малку. Централниот гребен нема ништо осем да се остави мобилниот телефон на индукционен полнач. Интересен е овој лизгачки контролер. Преку него можете да го контролирате аудиото, односно звукот на аудиосистемот, но ако го притиснете, преку него можете да ги контролирате и модусите на возење, кои се вкупно 4. Особено ме радуваат седиштата кои имаат школкаста форма, но извонредно се удобни и ергономски. Тие користат комбинација на текстил и кожа, а одлично го држат телото и во свиоци и при секојдневно градско користење. Купеовската форма на каросеријата не го афектира задниот простор, особено не за главите. Има доволно простор и за повисоки луѓе.
Ми се допаѓа и наслонот за рацете во вратите и на предната и на задната, кои се одлично ергономски скроени. Но треба да се истакне и отварачот на вратите, кој е многу добро вкомпониран во самиот наслон за рацете. Се гледа дека втората генерација на T-Roc има еволуирано не само просторно, туку и ергономски. Амбиентот во внатрешноста на новиот T-Roc во голема мерка потсетува на електричните автомобили на Volkswagen, па дури и менувачот. Тој е сместен на ракетата зад воланот и само со селектирање на модусот Drive тргате. Се разбира дека имате можност и да ги менувате рачно, преносите на 7-степениот автоматски менувач. Но во име на комфорот доволно е само да почнете да возите. Она што треба да се одвои е дека Volkswagen во новиот T-Roc избра и 4 дополнителни модуси на возење. Тоа е комфорт, еко, спорт и индивидуален сетап кој можете самите да го наместите. Но доволно е само да го притиснете копчето за волумен на аудиосистемот кој се наоѓа на централниот гребен и преку него можете да ги селектирате саканите модуси на возење. Како што забележувате, движењето е сосема тивко, има многу добра звучна изолација. Испод хелбата имаме 1,5 литрен 4-цилиндерски турбобензински мотор кој е помогнат со 48 волтен систем. Забрзувањата, особено ако го изберете модусот спорт, се нешто подобри, но нема да ви ја следат како желите. Впрочем, и брзината на движење на македонските патишта драстично е намалена и сега многу силно мониторирана, па ќе треба да ги држите под контрола возачките страсти. Од мирување до 100 км на час T-Roc забрзува за 8,4 секунди, што е сосема добар параметар. Како возач, јас немам никакви забелешки на големите екрани. Пред мене е 10,5 инчен монитор кој е задолжен за очитување на инструментите за возење, но и борд компјутер. Додека големиот монитор кој е на централната конзола може не само да го контролира инфотеймент системот, туку и да се впарува со вашиот мобилен телефон. За него местото е предвидено на централниот гребен и овозможено е индукцијско полнење. Бидејќи се работи за Airline опременост, таа е врвна. Сериски со неа доаѓаат 20 асистенти за возачот. Пред сето е камерата од 360 степени, но и другите преференции за инфозабавниот систем. Графиката е јасна, прегледна и ви овозможува дури и во возењето да менувате лесно одредени преференции. Традиционално Volkswagen па и останатите германски производители имаат нешто потврдо подпирање. Тоа во услови кога сте на отворен пат и не пречи многу, но кога сте на македонските улици ќе почувствувате нешто поголеми вибрации отколку што би очекувале од другите производители. Но тоа е и една од предноста на Volkswagen. Тоа е предност кога возите во свиоци. Тогаш чувствувате дека го владеете возилото и имате одлична интеракција
со него. T-Roc однеодамна е присутен на македонскиот пазар. Неговата цена изнесува 35.000 евра. Но не се радувајте пред време. T-Roc во своето Airline издание, кое е врвно, па дури има и панорамски сончев покрив, чини 49.500 евра. Но за оваа опременост вреди да се мрцне малце од лавокот во джебот. А колку тоа месечно ќе ве чини, сега ја гледате пресметката на Шпаркасе лизинг. T-Roc во својата втора генерација доживува потполна зрелост. Ергономијата е на високо ниво, употребата на сите системи е многу лесна, графиката на сите монитори е многу јасна и прегледна. Па дури и head-up дисплејот ги емитува сите неопходни податоци за непречено возење, како што е ограничувањето на брзината или пак брзината на движење, како и активниот темповат. Сите овие остварувања го прават T-Roc одлично семејно спортско корисно возило со кое ќе можете да патувате и на многу долги релации без да посетите море. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам и ви закажувам средба за 7 дена. До гледање.